Па он не знам, 7-8 минути ќе даде, ние веќе се вклучуваме со лавиот. Ќе го видите и ми снима во тикнука за да е сечено. Ето така. Ајде. Абе има. No, ali se slušame, ali ne se slušame. Po bučit. Имала, значи, еднаш за избори. Režija, kaj ste ve, Mare? Ало? Ало? Ovo nema problem sa kamerom. Ало? Se ne zbori, može da prikazuje. 3G, 4G, 5G. Ало? А заменикот кој? Не знаеме уште. Овој знае бе, Знаеш кој е заменикот? кажува таму Кој е? A? Кој е заменикот? Мене ми се љути знаеш што сум го начекала случајно. Он таму Se pa more budalo jedna da ti Kiril Polemiševski, zamenik ministar za ekonomiju. Тука на панде си имал. Да. Sam така mi kaže, ама... Prašao je šofer dan 3. Znači го избрали. Не знам. Не. Може и си не договорно. Ебор нещо. Директор на Razvojne banke. Да, сега го ставија него? Сега со метлава го ставија. Да, ама он нели отиде у Канада да се жена му таму да се Да, породи таму. ова она. Се врати, а не чувствуваш? Ама не, он кој ќе застане, ние ќе се помисли. Нормално, че път било се не го пикнат от дълкалта. Не возлюбено това, школа е премия. Чак нема да ми иска. Било грече, повече нагласи. Јас се навивам преку Да, не би изгублите. Кој ма нема да кажам, не можевме да застанеме. Стварно нема. Да, може. Како ново решение за министер за финансии, може неја да ја фатиме, ако успееме. Што е Зашо да ново. биде таков присутен? Ние сме Па, на партија. Па не е член, ама сепак може би као номинација нешто. Не е било Да, еден од нема.
номинирана само, предложена за министр, да. Ама пак треба да видат луѓето. Безбореше, ја слушам, но да. Зборувала на... Само не знам како изгледа, како ужива не сум ја видел. На слика само. На слика, вака не... Кој знам од кога е таа слика пред 5 години. Може повеќе. Да, слика сум ја видел. Таа слика од пред 5 години. Да познаеме сега. Господине Места, изјава една. Задоволна. Натре иди, ама ще имате ли? Ајде. Пак ми дадеш нещо за тука. Среќа да не се само за кава. Уреде? Можеме? Добро, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, благодарам што ја следевте вие новинарите овде седницата на Централниот одбор Ивко Жешко, сепак ја дочекавме до крај. За мене е значајна седница на Централниот одбор заради тоа што се донесоа многу значајни одлуки, но се дискутираше за многу актуелни прашања. Прво дозволете преку вас медиумите да соопштам тоа што беше информативен карактер на Централниот одбор согласно нашиот статут на партијата, а тоа е дека утре ќе доставам предлог до собранието за пополнување на неколку испразнети места и едно место кое што го упразнуваме поради преминување на друга функција. Утре ќе доставам предлог до собранието за нов министер за финансии, Нина Ангеловска. Ќе доставам предлог за нов министер за образование, заменик министер за образование и наука, Елизабета Наумовска. Ќе доставам предлог за разрешување на заменик министерот за економија Кире Наумов, кој што оди директор на Македонската банка за поддршка на развојот и на негово место иде за заменик министер за економија Кире Колемишевски и ќе предложам заменик министер за новото министерство за политички систем и односи со заедниците Неџат Мехмедовиќ. Сакам да испратам порака прво дека се добива шанса за бошначката заедница преку учество на позицијата заменик министер за политички систем и односи меѓу заедниците. Се работи за млад кадар, перспективен кадар и преку него сакаме да испратиме порака за младите луѓе да работат, да се трудат, да бидат препознаени. Еве државата, владата, општеството ги препознава и дава сериозни функции. Преку исто така и Кире Колемишевски и Елизабета Наумовска, исто така сериозна порака на стручни луѓе кои што може да дадат сериозен придонес и во економијата и во Министерството за образование и наука, а секако и преку кандидатот за министер за финансии
Нина Ангелевска, која што е еден од основачите на Групер, добитник на Forbes 30, млад човек кој што е 30 години, доктор на економски науки од УКИМ, која што е ширум целиот регион, па дури пошироко во светот, познат млад човек од Република Северна Македонија. Пораката е, млади, работете, ангажирајте се, бидете видливи, борете се во ова наша земја. Еве и високите позиции се достапни за сите граѓани. Јас верувам во нејзиното 8-годишно искуство да биде основач, да направи една ваква перспективна компанија во модерните технологии, која што дефинитивно е препознаена не само дома, во целиот регион, па и пошироко. И испраќа пораката дека навистина вреди да се заземете дома, токму дома, не надвор од Република Северна Македонија, а секако општеството знае да препозна и да даде шанса да секој се вгради низ институциите на системот и даде придонес во севкупниот раст, развој, осовременување и модернизирање на целокупното наше општество и на нашата земја. Сакам исто така да споделам со јавноста одлуката која што Централниот одбор денеска ја донесе, а тоа е одлука да се изберат 5 подпредседатели на Социјалдемократскиот сојуз. За подпредседатели се избрани Мила Царовска, актуелниот министер за труд и социјална политика, Коста Петров, кој што е нов меѓу нашите редови, Оливер Спасовски, актуелниот министер за внатрешни работи, Мухамед Зекири, актуелен пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, Дамјан Манчевски, министерот за информатичко општество и администрација. Преку Коста Петров, кој што е нов меѓу нашите редови, исто така испраќаме пораката на препознавање на млад човек, кој што е поканет, денеска е кооптиран во Централниот одбор и истовремено избран за подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, со сериозно образование, човек докажен, еден од примерите како може да се засукат ракавите, да се направат напори, да се успева во нашата земја, даваме шанса да се вгради во највисоките политички структури, да со својот бекграунд во делот и на менеджментот и на маркетингот го помогне Социјалдемократскиот сојуз, заради тоа што веруваме дека ако партиите ги променуваме, ако станеме отворени и продолжиме да бидеме отворени за квалитетни луѓе од надвор, тоа ќе даде придонес на самите политички партии, која што според мене раководството на СДСМ и Централниот одбор е предуслов за подобро, за промени кон подобро на севкупната наша земја. Избравме исто така вечерва и председател на ново формираната комисија за едно општество за сите, а тоа е актуелната пратеничка Ѓулим Сере Касапи, која што е искусна жена, доаѓа од образованието, работела со многу млади луѓе од сите етнички заедници, пренесувајќи го своето знаење низ образовниот процес, искусна е во политичките структури и верувам дека ќе даде многу сериозен придонес во постапките понатаму. Секако Централниот одбор донесе одлука за проширување на комисискиот состав како помошни тела и за нова комисија за спорт, која што дефинитивно ќе почне со постапка на конкурс за кандидирање, каде што ќе следува и избор на нов председател на ваквата комисија. Претходно на извршниот одбор ги структуиравме секретаријатите на самите комисии, донесовме правилници, почнавме постапка за избор на координаторките на форумот на жени на општинско ниво, значи на општинските координаторки на жени и одредени други одлуки беа донесени. И регионалните, само да завршам изјавата, секако и за регионалните координаторки на жени, но и регионалните координатори на Социјалдемократскиот сојуз во 6 изборни единици. Деталите ќе ги соопшти прес-центарот за нивните имиња, заради тоа што сите се докажени активисти на Социјалдемократскиот сојуз и се главно помошно тело на генералниот секретар на партијата. И секако, Централниот одбор го почнавме со актуелните политички случувања. Тоа е пракса, секогаш Централниот одбор почнува со таква точка. Актуелните политички случувања нормално се тие што ја преокупираат јавноста, тоа е случајот кој што е отворен од страна на обвинителството за организиран криминал, за рекет, откуп, корупција, криминал и слично. Уште еднаш ги реафирмиравме сите наши одлуки, декларации, резолуции кои што Социјалдемократскиот сојуз ги има донесено, а се составен дел од нашиот статут и уште еднаш со гордост потврдувам дека сме горди што како извршна власт овозможивме услови да независниот правосуден систем полноправно работи и се бори за враќање на правната држава и владење на правото. Секој што се огрешил пред закон треба да одговара
создаваме услови на вистина преку вакви предизвици, заради тоа што тоа е предизвик за сите земји, еве го сега предизвик и за нас, да покажеме во суштина дека Република Северна Македонија се менува. Се менува со тоа што никој повеќе не прави влијание и притисок ниту врз обвинители, ниту врз судии. Тие носат самостојни одлуки, како обвинителите, така и судиите, и веруваме во презумцијата на невиност, но и веруваме на исправноста, независно, со силата на аргументите и доказите, да се докажуваат постапките за можен криминал на секој што евентуално се огрешил пред законот. Јас верувам дека тоа се исправни чекори, вакви случаеви кои што навистина се и мачнина и тешкотија за сите во општеството, се предизвик истовремено, постојат во многу земји, постојат и кај нас. Прашањето е како власта, извршната, но пред се и над се правосудната власт се справува со нив. Јас верувам дека Република Северна Македонија и граѓаните ќе излезат победници со тоа што ќе потврдат дека функционира системот, дека секој си ја врши својата работа и дека секој што се огрешил пред законот ќе одговара. Порака е до сите, немојте да го кршите законот. Без разлика на која позиција сте, без разлика што сте во општеството, без разлика кој сте, дали сте политички или неполитички обоени. Во секој случај, законите во државата владеат и ќе владеат. Повелете за прашање. Две прашања околу кадровската политика. Реце, што ќе правите со Садова Дурака, односно како ќе се односите со Дујво Војдо? И второ, околу партискиот дел, односно таму гледаме дека ги нема Ременска и Шилегов, што ја сгрешија. Споменавте политичко дистанцирање по Пладнево. Значи, јас сум рекол, ако некој биде осомничен да поде истрага, секако партијата ќе се постави принципелно како што се поставало и до сега. Затоа што дефинитивно при носењето на нашите одлуки, со нашиот живот, со нашето работење, некогаш може и да сгрешиме. Јас верувам дека нема грешки во високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз, но исто така охрабрувам, без разлика на кој се однесува, можност за поврзана со криминал и корупција да биде истражено до крај. Заради тоа што тој што се огрешил треба да биде потврдено, ама истовремено и на тој што името е извалкано треба да биде обелено. И верувам во вакви процеси од уште посериозно значење, заради тоа што само вистината со словото на аргументите и доказите ќе го потврди тоа што граѓаните го очекуваат. Односно за грешка, законско кршење на закон се одговара, а за секој оној кој што е посочен за одредена вина низ доказната постапка исто така има шанса да докаже невиност. Одлуките се донесени од порано во делот на кадровските решенија. Делот овие луѓе се функционери во нашите органи. Во партијата кој што ги спомнавте, продолжува да бидат составен дел на нашите органи на функционирање, централниот и извршниот одбор на високите органи на партијата. Со господинот Садова Дурака имаме одлична соработка, кој е потпредседател на владата. Соработката се дуи на највисоко ниво, имаме стекната голема доверба, но секако имаме и луѓе во партиите кои што се различни. И секако без разлика на добрите коалицијски односи, без разлика на значајните заеднички ресурси на посветеност на имплементирање на владина програма, исполнување на нашите стратешки цели, како што интеграцијата и слично. Секој пат без предрасуди знаеме да ги коментираме слабостите на било кој од представниците на политичките партии во коалицијата. Господине Заев, зошто Ременски и Кирацовски не се помеѓу староновите подпредседатели на партијата? Знаете дека мандатот на сите поранешни функционери заврши во период кога одлучивме да се реорганизираме во партијата. Секој од нив учествува во органите и телата на партијата. Реков, тие се членови на Централниот одбор на партијата, Росина Ременска е член на извршното на партијата. Нормално е очекувањето на граѓаните да се возобнова делот органите на партијата. Имаме градоначалници кои што исто така се припирани со извршната власт и треба да ја работат, како што е Шилева од Благоеве Бочварски и поранешните. Росина Ременски е подпредседател на собранието. Така да јас верувам дека и овие нови освежувања се во духот на тоа што Социјалдемократскиот сојуз од секогаш го работа. Тоа да биде доволно примамлив за нови кадри, но истовремено и ние да бидеме доволно фокусирани кон мотивација на нови кадри. Само така ќе се менуваме партиите кон подобро и само така ќе бидеме попривлечни за подржувачите на кои што буквално се продаваме преку нашите политики, барајќи ги нивните гласови за поддршка. На снимката кој што ја објави италијанскиот новинар, Боки Јовановски, Боки 13, зборува дека ќе ве менаџирал за да не се лутите кога ќе бидел Камчев ослободен. На кој начин ве менаџираш? Нема такво менаџирање, никогаш не сум разговарал на таа тема со
господинот Бојан Јовановски, и тоа на неколку пати досега го коментирам. Целосно го отфрлувам и на било каков начин да постоеле разговори со Бојан Јовановски на тема Орце Камчев, Катица Јанева или било што досега представува индици за осомниченост за незаконски действија. Уште едно прашање на тема рекет. Кога последно сте имале средба со Вучич и зашто сте разговарале со оглед на тоа што пред околу 2 недели тој изјави дека веќе ве предупредил во врска со бомби, италијански луѓе, како што нарекува тој, што сте разговарали и зашто ве предупредил? Последен пат со председателот на Република Србија имав, може би пред месец и пол или два, на пуштањето на автопатот коридорот 10, каде што буквално беше приведена и вечера со председателот Вучич во Превијана. Разговаравме на многу теми, регионални или слично, но не разговаравме на таа тема. Значи лажал. Не разговаравме на таа тема. Тој го изјава, вели дека сте разговарали и веќе ве предупредил за тоа. Ќе опрашате него кога тоа ме предупредил, на последната средба како што го поставив со прашањето, не разговарал на таа тема. Велете? Имате ли решение за наследник за Катица Јанева? Може ли кон камерите само? Значи, во делот на она кое што го слушнав преку медиумите од страна на државниот јавен обвинител или републичкиот јавен обвинител, апсолутно го сваќам, консултирав правниците во Социјалдемократскиот сојуз, но и министрот за правда во владата. Дефинитивно треба да се реагира брзо, согласно законите, да се постави вршителна должност на специјалното јавно обвинителство, но самото тоа е уште една причина за сите нас политичарите, за власта и за опозицијата и за пратениците од македонската, албанската, бошњачката, турската, влашката и сите други заедници од државата, час поскоро го донесеме законот за јавното обвинителство. Јас сум информиран дека се прават напори утре веќе работните групи, меѓу СДСМ и ВМРО да продолжат со работа. Ги охрабрувам да продолжат брзо со работа, заради тоа што идната седмица во вторник парламентот почнува со работа, законот е веќе пуштен, деновите се броени и верувам дека треба на крајот да ги покажеме нашите ставови преку одлуките за законот за јавното обвинителство. Законот за јавното обвинителство и досега имаше причина зашто да биде донесен не подоцна од 15 септември. 15 септември истечува мандатот на Катица Јанева. Првата прилика е заради тоа што е закон за јавно обвинителство. Тоа е поло од правосудството во државата. Треба да го имаме. Значи, важно е за граѓаните за државата. Вториот дел е за да не оставиме било каков аргумент на земјите членки на Европската унија, кога ќе донесат одлуки за отпочнувањето на преговорите на Република Северна Македонија со Европската унија. Тоа е некаде средината на октомври. Иако во извештајот никој не го бара тоа од нас, ние треба да покажеме дека продолжуваме со работа и еве ваков сензитивен закон имаме капацитет како држава, ние с институциите на системот во парламентот да го донесеме и секако еве имаме и трета причина. Специјалното јавно обвинителство е обезглавено во моментот затоа што е одредена мерка притвор за шефицата на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева. Тоа се причини повеќе да институциите на системот продолжат да работат. Јас како председател на најголемата политичка партија во државата и премиер влегувам во разговори со пратениците, редот е со консензус да го донесеме овој закон. Апелирам ВМРО ДПМН во разговорите со СДСМ, апелирам и до СДСМ, тоа е и го дадов како инструкции да ги приближат своите ставови во изнаоѓањето на решението, но ќе разговарам секако и со сите други политички партии и веќе разговарам со голем дел од представници на политичките парламентарни групи и представници на парламентот кои што се во нашата земја за обезбедување на двотретинско мнозинство. Но истовремено апелирам Советот на јавни обвинители да постапува согласно закон, заради тоа што само ќе напоменам, како што се толкувањата овде, правните советници со кои што јас работам, и државниот јавен обвинител се бира во парламентот. После разрешувањето на обвинителот Зврлевски, а пред изборот на обвинителот Јовевски, Советот на јавни обвинители постави, веде или вршител на должност републички јавен обвинител. Соодветно на тоа законот не забранува да биде поставен вршител на должност специјален јавен обвинител. Секако се надевам за неколку дена, ако треба, за неколку дена, заради тоа што нашата надеше дека треба низ законското решение со консензус сите застанати да го донесеме законот за јавното обвинителство, преку кое што се дава иднина и на специјалното јавно обвинителство. Јас имам уште едно прашање.
мерки со брание околу компаниите и фирмите во однос на придонеси. Се откажавте од таа мерка или се уште работите? Јас сум многу среќен до каде сме дојдени со анализите. Секако чекаме парламентот да се врати, работиме на законското решение. Овие денови ги искористивме да ги исконсултираме 5 комори во државата и имавме прилика да разговараме со предприемачите и представниците на компаниите. Разговаравме за минималната плата, разговаравме за нови мерки кои што имаме намера да ги донесеме, односно го поминавме тој консултативен процес, ќе си кажат сите своите ставови. Јас сум среќен за позитивниот одек. Среќен сум со мојата, вашата, нашата земја смогна сили има капацитетност за вакви мерки. Следува убав период на тема економија за државата. Ќе држиме посебни пресконференции, ќе ги најавиме во детали мерките и ќе повикаме граѓаните да ги следат. Кога прашувате за економијата, среќен сум што јули месец е првиот месец од една од мерките мој ДДВ, каде што дополнително во буџетот се слеани 920 милиони денари, значи некаде повеќе од 15 милиони евра. Колку што знам, тоа дава резултат. Апелирам до граѓаните да продолжат да ги скенираат фискалните сметки. Во разговори со кандидатот за министер за финансии, таа е уште поамбициозна, веројатно ќе најави и новини околу ваквите мерки, кои што дополнително треба да ги мотивираат граѓаните, односно само уште еднаш потврдувам. Ова е драгоцен и неповторлив период за нашата земја и за нашите граѓани. Треба да го искористиме максимално за дигање на економскиот стандард, за јакнење на економијата, затоа што тоа се случувало и во Бугарија, и во Романија, и во Хрватска кога биле. Во ваков период се случува и во Република Северна Македонија. Ако испраќаме пораки на консензус политички, ако работиме сите посветено, граѓаните исто така дават поддршка на самите општествени процеси, верувам дека државата со уште позабрзано од посекуваното темпо ќе се движи во постигањето на повисок економски стандард за сите. Уште едно прашање. Новинарот Гейсер, италијанскиот новинар, најави нови бомби во кои што сте наводно според него и вие директно инволвирани, а е во врска со македонското здравство и некои набавки. Инволвирани сте според него, според неговите пишувања. Вие, министерот Филипче и директорот на Фондот за здравство Ден Дончев. Тоа како да беше Христијан Мицковски, во еден Facebook статус. Кој да е, било какви докази, апелирам да ги објави. За било кој, прво за мене, па после и за сите. Ако постоje докази за инволвираност во незаконско однесување, да се објават секаде. Тоа го заслужуваат граѓаните за било кој. Секогаш, еве и мене ме спомнувате, ако е за Зоран Заев, веднаш да ги објават, дали е новинарот од Италија, дали е господинот Мицковски, па и јас го спомнав, секако апелирам да ги објават. Тој имаше еден Facebook статус, го прочитав. Да, го цитираше новинарот. Не сум го сватил тоа, значи тогаш е од новинарот, нека се објават секако сите докази, индици или било што да постојат, заради тоа што на крајот слободата, правото ги носат сите овие можности кои што секоја земја се труди да ги овозможи кога е слободна, кога се разговара, кога се јавно се објавува, и го помагаат и се вкупното стигнување на општествените процеси, но и заекнување на држава. Благодариме на сите. Фала на обајата. Hvala. Al sad. Ajde.